Образование, здравство, домување и вработување се главните теми кои се планира да бидат застапени во новиот стратешки документ на општина Куманово за интеграција на ромите. Во организација на одделението за стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој. Денеска во ресторант Грација се одржа првата работилница на која што работната група разговараше за изработка и имплементација на стратешки акциски план за интеграција на ромите 2023-2030 година. Освен 4 клучни области во стратегијата како нови програми би требало да се вметнат и човековите права и култура, вели Ахмет Јашаровски од одделението. Според него, стратешкиот документ кој се поврзува со националната стратегија ќе даде насоки за решавање на проблемите на ромите и ромската заедница, а ќе треба да се изнедат и начини и средства. Во областа на образование ќе се базира на претшколско образование, значи градинките сами за основното образование, гледаме колку е уписот на децата во прво одделение, колку завршуваат. Исто така и сличен проблем го имаме и во средното, високото образование, деца кои што се или возрастни кои што се надвор од образовниот процес, да видиме како да ги вратиме назад во редовната настава, или веќе возрастни да можат да го оформат основното образование и средното. Ќе согледуваме и интенцијата да се најдат стипендии за лица или за млади кои што сакаат да се запишат, да кажеме, и во високото образование на факултети. Значи, тоа е тематика што и во претходниот период го работевме. Мислам дека пак ќе треба на тоа да се работи, бидејќи претходните програми, еве и кој општина Куманово ги работеше со образовни асистенти, даде насоки и сугестии, покажаа добри резултати. Со дооформување на основното образование или образование за возрастни, тоа беше програма преко UNDP, каде што ние ко пилот програма работевме во општина Куманово. Две училишта, значи Карпош и 11 октомври се здобија со такви сертификати каде што можат да издават дипломи за завршено основно образование. Го чекаме законот за основно образование, каде што би требало да се направи измени во законската регулатива за образование за возрастни, и со тоа ќе тие лица кои што веќе посетуваа, се здобија сега со сертификати, на крај би требало да добијат и тие дипломи. Во областа на вработување ќе се базира претежно на лица во државниот сектор, како се вработуваат, активните мерки за вработување што одат преку владата, ќе се види на тоа поле и ќе ја пратиме ситуација, колку роми се вработуваат, како се вработуваат и во приватниот сектор, во партнерство, да кажеме, локална самоуправа, агенција за вработување и програмата на што оди преку владата, ќе може заеднички нешто да се помага и да се работи. Ние и во претходниот мандат стратегија што имавме, работевме на таа проблематика, успеавме доста наши граѓани да ги вработиме, како во Дресел Маре, во некои други приватни фирми. Ќе настоиме пак тоа да го продолжиме. Мило ми е што веќе почна и во државни институции да влезат, што за жал бројот стварно беше многу мал, но ќе треба да се работи на тоа поле, каде што ќе ги пратиме ситуации во државните институции како легуваат ромите. До усвојувањето на стратешкиот документ предвидено е да се реализираат вкупно 6 работилници, информираат од одделението за стратешко планирање. Овие први 4 ќе бидат каде што ќе работиме директно со работното тело. Петата ја предвидуваме да биде само со советници, каде што ќе учествуваат сите советници од општина Куманово. На веќе драфт документ ќе го согледаат, ако имат некои измени, дополнувања од нивната страна, ќе бидат вметнати во самата стратегија, и последната 6 ќе бидат поканети граѓани, граѓански организации, институции кои што не биле вклучени во самата програма, да го согледат драфт документот, ако има своји насоки и сугестии, секако дека ќе бидат вметнати во самата програма и останува после тоа да се реализира. Драфт документот пред да биде усвоен од Советот ќе биде објавен на веб страницата на општина Куманово, а граѓаните во рок од 2 седмици ќе имаат можност да го разгледаат документот и да дадат своји сугестии и предлози за измени доколку има потреба.